Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме видео за Litecoin, како што кажавме, значи ова е едно од оние видеа за кои што вие гласавте. Чисто да напоменеме за оние кои што се прв пат на нашиот канал. Значи ова е еден од оние проекти кои што ги работиме моментално, кои што се обидуваме да го спроведеме во македонската јавност со цел да направиме едукација за самиот криптопростор. Односно, доколку одидете на нашиот канал, чисто за да ви стане јасно што станува збор, значи има посебна плейлиста, односно оваа плейлиста која што се нарекува анализа на коини токени, криптопроекти, каде што според вашите гласови, кои што исто така може да ги најдете на Community табот, значи гласате за тоа кој од проектите би сакале да биде следен анализиран, со тоа што ова е од овие проекти кои што ги гласате пред две гласања фактички, затоа што моравме да побрзаме малку со AES 2.0.0.2.2 токените, така да остануваат уште Litecoin и Monero пред да преминеме на новите токени кои што ќе ги работиме за вас, а тоа е како што може да видите Singularity Net, Agix, Filecoin, Aptos и Fetch AI FET. Со тоа што како што напоменавме, сите проекти кои што досега ги имаме изработено, може да ги погледнете на оваа плейлиста или пак поедноставно само отидете на плейлист табот и може да ги најдете сите подредени овде, досега 14 во вкупна количина. Нормално денеска ќе го надградиме ова со Litecoin и продолжуваме во следното видео со Monero во текот на оваа недела. Уште еднаш, како што знаете и сами, во однос со тоа дека сум малку прозафатен, затоа и не можам да направам видео секој ден, но се трудам колку што можам повеќе, се надам дека ќе ме разберете, но нели, на крајот од денот навистина се обидувам колку што можам повеќе да помогнам на самата криптозаедница. Прво и најбитно е она што мораме да го разбереме, дека Litecoin представува уствари форк на самиот биткоин. Форк на самиот биткоин, односно ова е многу интересен приказ на тоа како биткоин самиот по себе во однос на форковите кои што се имаат направено, односно форк представува негова надградба, каде што на пример на блокчейнот некои работи се менуваат или некои работи се додаваат во однос на код со цел истиот да се надгради. Но проблемот со форковите е тоа што имаме практично стариот блокчейн кој што имал одредена програмска, да речам, програмски запис, останува и понатаму да постои, додека моментално се прави нов со подобар или надграден запис. Така да, ако може да погледнете овдека, значи едноставно неговото делење на биткоин со неговата надградба фактички го остава во овој дел, додека можеме да видиме дека на страна имаме повеќе различни форкови, како што е Bitcoin SV, Bitcoin Core, значи исто да се случува и Bitcoin Cash нормално, исто да се случува и со самиот Ethereum доколку тоа го гледавте, додека на другата страна исто така имаме форкови кои што се нарекуваат Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond и слично. Значи главниот Bitcoin нели блокчейн самиот по себе и нели знаете сами тој што денеска е уствари и понатаму оној со најголем маркет кап. Додека имаме таков тип на форкови преку кои што стариот код на биткоин и понатаму продолжува да биде коин, додека главниот нели самиот по себе продолжува со главната количина на мајнери. Додека некои луѓе одлучуваат да продолжат да вршат мајнинг на овие застарени кодови. Значи тоа едноставно не може никој да ви го забрани и на тој начин фактички се гледа дали одреден да речем форк има практично остатокот од блокчейн после форкот има иднина, како што е Bitcoin Cash на пример, и понатаму има мајнери кои што сакаат да го мајнат Bitcoin Cash, кој што е еден од овие форкови. Сега, тоа се стандардни форкови во кои што се надградува Bitcoin блокчейнот, додека имаме и практично копирање кое што уствари представува и еден од начините како е настанат самиот Litecoin. Со тоа што како што напоменавме, значи во однос на каков тип на форк, нели за тоа ќе поразговараме друг пат, додека во оваа ситуација исклучиво она што е најбитно е уствари ова, значи во овие хард форкови копија од самиот биткоин представува и Litecoin блокчейнот кој што уствари е замислен да биде негова подобра и побрза верзија. Така да ова е спин-оф коин кој што го има копирано целиот код на биткоин, со тоа што самиот по себе може да видите разликата, значи ќе погледнеме точно што уствари е главната разлика и зошто е идејата да биде подобар, но значи ако погледнете ќе видите дека source кодот на Litecoin е уствари самиот Bitcoin Core клиент, додека
значи понатаму, еве сега ќе објаснам малку повеќе, идејата била да се направи побрза копија на биткоин, која што ќе има помала цена на трансакции и во оваа ситуација значи гледаме дека идејата била Litecoin да биде секојдневно користена биткоин верзија за плаќање, додека биткоин понатаму да биде store of value. Значи тоа е главната идеја со која што уствари Чарли Ли, тој е уствари главниот, оној кој што уствари го направил овој код во 2011 година. Значи Litecoin е еден од најстарите блокчейни со кој што датира уште од 2011 година, кој што прво бил, значи, нели, како што кажав, креиран од Чарли Ли, софтвер инженер за Google, истиот потоа е и во Coinbase од 2015 година, како директор на инженерите, претпоставувам, не знам точно како е била оваа позиција запишана, со тоа што Чарли Ли го креира и до ден денеска се уште работи на Litecoin. Сега, ова е главната работа која што треба да ја забележиме во однос на идејата како Litecoin треба да биде на некој начин подобра верзија и побрза верзија на биткоин. Односно, првенствено, блоктайм, знаете и сами дека блокчейнот е составен од еден ланец на блокови, во кој што се составени овие блокови од сами по себе информации. Значи, нели, ако сте гледали нашите едукациони видеа, ќе знаете точно што станува збор. Идејата е дека еден блок во овој ланец на блокови се запишува секој 10 минути на биткоин, додека на Litecoin секој 2,5 минути, што му дава многу поголема брзина, односно од прилика, значи на биткоин генерално брзината е околу 5 трансакции во секунда, додека на Litecoin околу 54. Дополнително, значи ваквите помали блокови и ваквото забрзување и подобрувањето на самиот блокчейн му дозволува да наместо, значи знаете дека на биткоин е од 2 до 10, но некогаш може да биде и 100 во однос на колку е презаситен самиот блокчейн, затоа што на крајот од денот мајнерите, нели, може да ја прифатат онаа поголема награда со цел да запишат побрзо некој блок, затоа и многу често се случува да наградите многу поскапо, фиисот се многу поскапи за време на, да речем, bull market. Додека за разлика од тоа, значи трансакциите на Litecoin, нормалните трансакции се само по 1 до 2 центи, што и не е така лошо, значи може да има и сами. Сега, исто како биткоин, така и Litecoin представува open source код, на кој што било кој може да предложи надгрба на самиот код, со тоа што значи овдека е представено, ова се уствари мајнерите, знаете и сами дека не може ништо да биде интегрирано на биткоин и на Litecoin се додека не е одобрено од 50% од мајнерите, односно секој код и секоја надгрба мора да биде изгласано и одобрено од 50% од мајнерите за да биде интегрирано. Така да на тој начин е, нели, соодветна права демократија. Сега, Lightning Network како за биткоин нормално така работи и за Litecoin. Иако нема многу информации за ова, јас успеав да најдам нешто чисто колку да разберете што сакам да кажам. Значи идејата на Lightning Network како на биткоин, така функционира исто и на Litecoin. Би сакал да ви напоменам да се вратите назад и да го погледнете видеото каде што објаснуваме што представува Lightning Network, затоа што е револуционарна солуција, Layer 2 солуција со која што уште повеќе и подобро на некој начин се забрзуваат и се надградуваат овие два блокчейна, затоа што како што кажавме, идејата на Lightning Network е уствари направена за биткоин, но со оглед на фактот дека Litecoin го има истиот код како и биткоин, значи истиот може да ја користи и ја користи. Значи на оваа страна 1ml.com може да и погледнете статистиките за Lightning Networkот, како за биткоин, така и за Litecoin, каде што во оваа ситуација може да погледнеме дека моментално има 95 нодови, кои што активно работат на одржување на Lightning Networkот за Litecoin. Сега разликата е во тоа што ако погледнете на биткоин, количината на трансакции кои што може да ја направите е со многу големина. Односно во оваа ситуација, значи најголемата трансакција која што може да ја направите на Lightning Network е околу 3110 моментално долари. Зошто е тоа така? Ова е директно поврзано со тоа колку луѓе со колкава количина на Litecoin се влезени на оваа мрежа. Значи, пак ќе кажам, погледнете го видеото каде што објаснуваме во детали што уствари представува Litecoin, да не се повторуваме сега. Значи е многу интересно и многу револуционерно направено како се забрзува оваа мрежа и дополнително, значи идејата е дека сите овие трансакции до 3000 и 3100 долари фактички не се запишуваат директно на Litecoin, туку на оваа Layer 2 солуција, со тоа што во еден момент како
sharding, така речено, значи се прави групирање на сите овие трансакции и се запишуваат како една трансакција на основниот Lightning блокчейн. Така да на тој начин се забрзува, но по детали, како што кажам, може да погледнете тоа на нашиот канал, значи го има во посебно видео. Ова е уствари во противредност во различни валути, колку би можела да биде вашата максимална трансакција на ова мрежа, со тоа што во последните 30 дена 3 милиона и 526 хиляди лайткоини се практично дистрибуирани помеѓу овие учесници во Litecoin мрежата, во Lightning мрежата, затоа што Lightning мрежата правенствено е наменета со цел да имаме побрзи, полесни и поевтини трансакции, што уште толку ја подобрува ефективноста на Litecoin, кој што е наменет да биде фактички замена за кеш. Значи Litecoin е својствено на некој начин стелар, но за секојдневна употреба со proof of work. Значи, како што можеме да видиме, Litecoin, како и самиот Bitcoin, представува proof of work, каде што било кој со, нели, дали е тоа обичен компјутер или е соодветен майнер, може да копа Litecoin. Со тоа што, како што кажавме, значи исто како Bitcoin, така и Litecoin го поседува овој хашинг алгоритам, кој што треба да го соодветно подесува, значи, тежината на проблемот во однос со тоа колку мајнери имаме моментално на мрежата и која е нивната моќ. Со цел да направи, нели, фактички овие блокови да бидат на 2,5 минути. Значи, многу пати, ако се кавате кога го објаснувам ова за Bitcoin, сега ќе го објасниме повторно, значи хешинг алгоритамот е оној кој што на некој начин ја подесува, значи соодветно ја фигурира тежината на самиот алгоритам во однос со тоа колку мајнер има, со цел да направи овој халвинг циклус, кој што исто така е постојан и кај Litecoin, што е една од најбитни работи за кои што ќе разговараме, да биде точен, односно секој 4 години, а тоа е затоа што имаме еден блок на секој 2,5 минути. Сега, значи, доколку сте запознаени во однос на мајнингот, знаете дека самите мајнери предходно на почетокот нормално ваквиот мајнинг го правеле со секојдневни компјутери. Значи, зборуваме буквално лични лаптоп или персонални компјутери. Понатаму, нормално, значи, соодветно развиваат посебен вид на компјутери, овие ASIC практично мајнери, кои што се исклучиво наменети и најдобро фигурирани за да го решаваат овој хашинг алгоритам. Сега, проблемот е што значи, доколку оставите само на овие ASIC мајнери, значи, човек со обичен компјутер нема теоретски шанси да добие никаква награда во Bitcoin, што е моментално жива вистина. Значи, немате шанса да ги победите овие ASIC мајнери, затоа што истите се прво многу подобри од вашите персонални компјутери, второ самите по себе се конструирани и направени со цел да го решаваат овој хашинг алгоритам. Значи, тоа е нивната сврха. Со тоа што, значи, моментално креаторот Чарли Ли направил соодветни практично адаптирање на хашинг алгоритамот со цел да ја намали едноставно ефективноста на ASIC мајнерите и на тој начин да го врати самиот Litecoin назад кон основата да може било кој да мајна. Односно Litecoin може да мајнете и со обичен компјутер, иако можеби нема да имате толку успешност како самите ASIC мајнери, но тоа не го менува фактот дека ќе имате некаков успех во однос на мајнањето на Litecoin според она што моментално се кажува за Lightning мрежата, со тоа што значи Litecoin има merge mining, односно некои од валутите во светот имаат ваков тип на merge mining, каде што додека мајнате Litecoin, во исто време добивате и награда во Dogecoin. Значи тоа е договор помеѓу овие две валути, каде што вие со нормално мајнење, нормално Litecoin, добивате дополнително и Dogecoin како втора награда. Тоа е ова merge mining кој што така се нарекува нормално. Сега, во однос со тоа како изгледа токеномијата и во однос со тоа, нели, како што рековме, е само копија од Bitcoin, значи копија во Bitcoin од се. Значи од значи самиот блок, нели, од 10 на 2,5 минути, истото можеме да го видиме и во број на токени, односно 4 пати поголем, од 21 милион на 84 милиона. Така да гледате дека дури и халвинг циклусот на 4 години е исто така ископиран од Litecoin. Уште еднаш ќе напоменам, тоа е една од главните работи кои што треба да ги поминеме денес, а тоа е неговиот халвинг, затоа што неговиот халвинг е наскоро, односно една година пред халвингот на Bitcoin.
Така да тоа е една од главните работи кои што мораме денеска да ги поразговараме и затоа има многу голем интерес за Litecoin, посебно во овој период. Сега, значи исто како Bitcoin и Litecoin нема направено ниту pre-mine, ниту пак ISO, односно Initial Coin Offering Launch, туку едноставно од стартен датум е дозволено на сите мајнери да почнат да го мајнаат Litecoin, како што истото со Bitcoin, со тоа што нели со халвинзите се намалува оваа награда постепено. Ќе покажеме малку подоцна. Еден од главните проблеми е тоа што знаете и сами дека Bitcoin самиот по себе има 2 милиона биткоина трнато на страна кои што се уствари во собственост на Сатоши Накамото, кои што никогаш нема да бидат отворени. Голема е веројатноста, нели сега има доста шпекулации дека Сатоши Накамото е претпоставуваме починат и затоа уствари и нема никој кој што би можел да го отвори овој коин, овој wallet. Сега, во исто време за разлика од тоа, за жал, значи Чарли Ли ги има продадено сите своји токени, ако не сазнам, од 2017 година, што е една од оние работи поради кои што Litecoin заедницата му е многу лута, иако истиот до ден денеска работе. Значи наводно сега истиот кажува дека го направил тоа со цел да види дали неговиот wallet имал голем инфлуенс на пазар. Значи можеби тоа и не е лоша работа со оглед на фактот дека креаторот и моментално еден од главните инженери на Litecoin не поседува веќе Litecoin, иако тоа ви кажува дека можеби истиот нема веќе доверба во собствениот проект, но тоа не го менува фактот дека барем не може да направи дамп во било кое време како што е ситуацијата со Сатоши Накамото. Еве, гледаме дека самиот халвинг евент е исто на секој 4 години. Сега, во однос на токеномијата, како што кажеме, овие 84 милиони се максималната вредност која што може да биде измајната, од кој што моментално има измајнато 72,4 милиони, така да се уште има доста, нели, токени кои што треба да бидат на кои што треба да им биде направен майнинг, со тоа што неговиот маркет кап е 6,3 билиони, што не е мало, мислим можеме да видиме. Максималната вредност која што достигна негде околу $410 во претходниот 2021 година. Добро, сега ова all time low, нормално не верувам дека многу од нас го виделе тоа. Сега, во однос на техничка анализа пред да поминеме на халвинг делот, кој што е многу битен, би сакал само да покажам на два чарта, а тоа е месечен и неделен, со тоа што можеме да видиме дека е оваа тренд линија уште од самиот почеток, значи истиот почнува да биде следен од 2014 година, додека е на пазарот од 2011 година, каде што гледаме дека моментално значи и 2017 и 2021 година истите се по оваа тренд линија, која што моментално се уште испочитувана и во овој bear market, така да ова е добар показател дека е консистентен во однос на овој тренд кој што го има во нагорна линија и моментално ова единствена свеќе која што ја имаме во самиот bull market од 2017 година представува како, значи гледате, секој bear market се наоѓа под и секој bull се наоѓа над ова практично поле на поддршка и отпор на цената, со тоа што моментално се уште се наоѓаме во оваа надолна тренд линија која што верувам дека прво треба биде скршена за да можеме да разговараме за потенцијално одење нагоре на самиот Litecoin, со тоа што можеме да видиме како и сите други останати нели коини, моментално затоа што веќе барем пак ќе кажам, очекувам дека според се што гледаме сме го направиле дното на овој bear market, значи гледаме дека се е во нагорна линија постепено, со тоа што на неделно ниво имаме уште некои интересни работи кои што би сакал да ги погледнете, а тоа е првенствено ова ниво кое што моментално представува наша пречка, односно ова е локално дно, кој што верувам дека е направено после првиот пад на Тера Луна, да, прилика одговара, со тоа што моментално гледаме дека тоа ни представува главната пречка заедно со оваа тренд линија, затоа што имаме две, значи ова е тренд линијата која што имаме на месечно ниво, додека ова е тренд линијата која што имаме на неделно ниво, која што веќе беше скршена во овој момент и оттаму добивме ваков памп. Значи, ова е само чисто да ви покажам дека моментално имаме две главни пречки кои што ни стојат за развој на цената на Litecoin, а верувам дека после кршење на оваа месечна тренд линија ќе имаме многу голем напредок на цената на Litecoin заедно со ова неделно ниво кое што го имаме на овој локален пат, на ова локално дно. Сега, овие зелени линии кои што моментално ги гледате на чартот се линиите во кои што можеме да видиме кога биле претходните халвинзи. Односно, доколку погледнеме, значи претходните халвинзи биле значи првиот е во 7 октомври 2011 година, каде што се уште се копале по 50 Litecoin од блок,
па да дојде на 25, 12,5 и следниот негде во август 2023 ќе падне наградата на 6,25. Сега, како тоа делува на цената? Значи, иако за разлика од биткоин, каде што веднаш после халвингот фактички имаме раст на цената, гледаме дека со Litecoin не е истата ситуација, значи после халвингот имаме одреден период на акумулација, или пак во вториот ситуација дури и благ туку пад, значи вториот халвинг во 2019 година исто така имаме пад, пак на некој начин е акумулационо поле, пред да имаме фактички, затоа што истиот ја следи цената на биткоин. Значи, сега, само да напоменеме една работа. Иако халвингот е една година пред биткоин, јас верувам дека после халвингот на биткоин уствари кога истиот почнува да се движи нагоре соодветно. Затоа јас сега моментално само ќе го додадам чартот на биткоин со цел да можеме тоа многу појасно да го видиме. Само момент. Значи, чисто да видите како тоа изгледа, дека моментално буквално се копија еден на друг. Значи, гледајте. Bull Market 2017 година, Bull Market 2017 година. Неуспешен Bull Market 2019, неуспешен Bull Market 2019. Bull Market 2020 со два пикови, погледнете и сами, Bull Market 2020 со два пикови имаме и во Litecoin. Чисто да погледнете. Значи, буквално е следи целосно цената на биткоин, затоа што, како што кажавме, истиот е со буквално копија на самиот биткоин во секој аспект. Така да следниот халвинг ни представува ќе биде во 2023, односно во август, можеме да погледнеме овде. Значи, иако тоа се поместува постепено, од прилика моментално се очекува ваквиот халвинг да биде на 11 август 2023 година. Во однос со халвингот исто така имаме соодветно видео, погледнете го. Значи, буквално и така се нарекува Bitcoin halving, самото видео, каде што ќе може детално да погледнете што уствари исто е представува и зошто е толку битен. Во главно намалувањето на наградата на майнерите кои што моментално копаат Litecoin е една од причините поради кои што можно е да очекуваме и многу голем раст на цената на Litecoin, иако истата не функционира како Bitcoin, во кој што после халвингот директно се движи нагоре цената. Тоа не го менува фактот дека стандардниот Bitcoin bull market делува позитивно на Litecoin. Така да поради оваа причина очекувам дека тоа е позитивно за цената на Litecoin, а ќе го погледнеме и во самите вести, значи пред да разговараме за неговата токеномија, чисто пред да продолжиме со вести, би сакал да видам што моментално имаме поминато од нашата стандардна шема по која што ги разработуваме овие проекти. Овој пат малку касно ми текна да ја уклучам, како и да е. Значи апликација и практична примена на коинот, како што кажеме, ова е копија на биткоин, неговата идеја е уствари да биде платежно средство за разлика од биткоин кој што е store of value. Со тоа што дали има апликација во реалниот свет, да има, сега ќе покажеме, затоа што моментално е еден од најпопуларните средства за купо-продажба на во генерално во интернет светот. Roadmap, за жал, значи истиот сега моментално не можев да најдам соодветни информации, но нормално ќе поразговараме за тоа понатаму. Како што кажав, roadmapот, доколку имаме нешто што моментално се случува, сигурно нели како што е самиот халвинг, ви го обработил, затоа што и халвингот е дел од самиот roadmap. Но за се понатаму би сакал да направиме посебни видеа, затоа што roadmap и соодветни апгреди многу често бараат и соодветно објаснување. Не може да биде тоа направено во кратко видео каде што се обидуваме да фатиме се за еден коин. Во однос на bear и bull циклусите за сега можеме да видиме дека истиот е сосема солиден и дека во два наврата поред прави нов all-time high, што е многу добра вест. Се надеваме дека тоа ќе биде повторно случај. Не гледам зашто не би бил, со оглед на фактот дека халвингот до сега го покажува тоа како реалност, значи истото како на биткоин, така и на Litecoin сега за сега, останува да видиме натаму како тоа ќе се случува. Во однос на партнерства, истиот има претежно партнерство од типот на, како што кажеме, купо-продажба, но за тоа ќе поразговараме во делот на вестите наскоро, и вести нормално, тоа ќе биде следниот дел. Поврзано со кривични или судски случаи, не верувам дека може да случи, со оглед на фактот дека исто како биткоин е крајно децентрализиран, затоа што станува збор за proof of work, тип на блокчейн, кои што се во денешно време веќе многу ретки, но како такви се на некој начин изземени од ваквите потенцијални кривични случаи. Сега, тип на блокчейн, кажавме сами POW, веќе објасниме се околу тој дел. Сега ќе поразговараме за вести и за залиха и негова децентрализација. Значи, тоа е последните работи кои што треба да ги објасниме за овој коин.
Повторно ќе кажам, еден од најстарите до сега покажал дека е стабилна инвестиција и е добро да го имате во вашето портфолио доколку ви се потребни ваков тип на стабилни, пак на некој начин не е дека нема, он има неколку екса сигурно потенцијал да дури за овој bull маркет, но тоа не го менува фактот дека неговиот маркет кап е доста голем. Значи 6 билиона маркет кап го става на еве чисто да погледнеме каде се наоѓа моментално. Значи Litecoin е доста високо на самиот, само да видам каде е 6 билиона рековме. Би требало да биде негде, ево, Litecoin, 16-то место, истиот знае да се качи и до нели топ 10, многу често во текот на bull маркетите. Сега, MoneyGram моментално го додава Bitcoin, Ethereum и Litecoin на својата апликација за тргување. Знаете и сами, MoneyGram е еден од најголемите провайдери на меѓугранични плаќања, кои што еве сега моментално тоа го прави и со нели директно со криптовалути. Иначе MoneyGram знаете и сами го користи Stellar, прво го користеше Ripple, сега го користи Stellar како средство за пренос на капитални средства во валути. Затоа што нели, вие фактички го користите Stellar само како пул, за да може да пренесете валута како пример долар, јен, юен и слично, додека моментално може да ги тргувате и овие коини на самата платформа на MoneyGram, што е едно од главните партнерства кои што се случи на крајот на претходната година, кое што е битно да се спомне. Значи во однос на тоа дека имаме следен bull маркет, гледаме дека на крајот на оваа година, 2022 година, имаме огромно акумулирање од страна на китови, на Litecoin и на ADA, но овој случај не е бит на Litecoin. Зошто го велам тоа, не ќе ја погледнете. Ноември, почеток на декември, гледате го овој раст на Litecoin. Тоа е она акумулирање од страна на китовите, кој што можеме да го погледнеме овдека, кое што е, пак ќе напоменам, исклучиво поради халвингот кој што доаѓа, кој што може да се одрази многу позитивно за самиот Litecoin, останува да видиме нормално. Сега, исто така една интересна работа која што ја сретнав, тоа беше на самиот почеток на оваа година, дека Litecoin според адреси само што го надминал Ethereum. Верувале или не, Litecoin има повеќе активни адреси од Ethereum, со тоа што моментално адресите на Ethereum се 170,3 милиони, а додека Litecoin има 170,5 милиони адреси. Повторно јас верувам дека ова е главна причина за тоа што моментално е на повидок халвингот на Litecoin, кој што многу од луѓето верувам дека очекуваат позитивно да се одрази на нивните портфолија. Искрено јас не би го бркал ова, значи затоа што не гледам голем потенцијал во однос на добивка на последниот bull маркет, значи ќе се задржам на оние коини кои што се со малку помал да речем маркет кап, иако нели оние кои што се со поголем веќе ги има во сопственото портфолио и сега би сакал да се концентрира малку повеќе на оние кои што имаат помал маркет кап, кои што имаат поголем потенцијал за експлозивен раст во следниот bull маркет. И еве, тоа е она што го кажуваме, значи во однос на реална употреба, Litecoin на вистина се користи како еден од најпопуларните коини за онлайн шопинг, со тоа што моментално е на, еве сега ќе погледнеме. Значи самиот се наоѓа веднаш после Bitcoin, значи на второ место, а после него се наоѓа и USDT и Ethereum, и можеме да видиме дека на вистина голем волумен од Litecoin се користи за онлайн шопинг. Значи еден од најпопуларните коини во 2022 година, во текот на целата година за онлайн шопинг, со тоа што можеме да видиме ова се во однос на секој месец колку Litecoin биле искористени за купопродажба. А 8000 Litecoin е голема количина за еден месец, да бидеме реални. Сега во однос на децентрализација, истиот е соодветно децентрализиран. Значи ќе напоменам уште еднаш дека прво самиот има свој експлорер, каде што може да ги погледнете сите трансакции кои што се одвиваат на самиот Litecoin. Истиот нема смарт контракт, се основен POW chain. Понатаму дали ќе се развие и како ќе се развие остану да видиме. Сега за сега е POW chain кој што се фокусира на платежни средства и моментално можеме да видиме дека и неговата децентрализација е сосема солидна, со тоа што најголемите три волети овдека се според кажување на експерти се уствари волети на менувачници, иако не се именувани точно кои, а можеме да видиме дека надолу на вистина е соодветно децентрализиран со најголем волет од 1,86. Дури овие волети не се страшни, 3,6-3,7% не може да направи голем дамп на пазарот, да бидеме реални, значи тоа ни покажува дека на вистина и овој
коин како и биткоин е доста децентрализиран и POW уште толку помага во однос на неговата децентрализација. Значи тоа е генерално се што имаме да кажеме за мислам дека поминавме се. Да, значи тоа е оприлика се што имаме да кажеме. Залика поседувано од тимот не постои со оглед на фактот дека и неговиот креатор истата има продадено, така да најголемите залихи како што кажавме во оваа ситуација се поседувани според експерти од страна на менувачници. Тоа е се што имаме да кажеме за Litecoin. Уште еднаш ќе напоменам, верувам дека може тоа многу лесно и добро да се одрази во однос на неговиот халвинг циклус. Сега, дали ќе се одржи останува да видиме. Јас би напоменал дека иако тоа се случи, нема да се случи веднаш, како што можете да видите и сами, значи верувам дека ќе биде потребно време пред истиот да почне да се движи нагоре, како и остатокот од криптовалутите во криптосветот. Значи само биткоин халвингот, како што можеме да видиме, има толку голема моќ, што целиот пазар заедно со биткоин ги придвижува нагоре веднаш после неговото реализирање. Со тоа што сакам уште еднаш да напоменам пред да завршиме со ова видео, дека Monero ни е последниот од оваа низа на токени и коини кои што моментално треба да ги обработиме, пред да почнеме со новиот беч, со новите 4, каде што ќе поразговараме за два AI, нели, како што се Fetch AI и Singularity Net AGIX, кои што се два од најпопуларните Artificial Intelligence токени моментално. Filecoin, кој што е доста добар проект, кој што се занимава исклучиво со онлайн меморија, како и Aptos Layer 1 солуција. Значи ова се 4 токени кои што ќе ги работиме после обработување на Monero. Знаете и сами дека покрај овие токени имаме и регуларна работа на каналот, како што се вестите во текот на вторник, среда имаме техничка анализа, за среда имаме нешто интересно, каде што ќе споредиме анализи од некој од лицата кои што работат на Криптовалути Македонија, заедно со нашите, да видиме какви различни мислења моментално имаме во однос на тоа што се очекува на пазарот. Така да ова е се што имав да кажам во однос на Litecoin и во однос на овој коин како еден од постарите коини на пазарот. Се надам дека ви се допадна ова нели тематика како и секогаш, и продолжуваме и понатаму на нашиот канал во текот од утрешниот ден со вести. Би ве замолил нормално, доколку ви се допаѓа оваа материја, како и секогаш, да бидете наши амбасадори и ова да го пренесете на оние кои што сакаат да научат малку повеќе за криптосферата. Така да од вас зависи на некој начин и нашиот раст на каналот. Оставаме буквално во ваши раце, затоа што вие сте нашите најдобри амбасадори. Вашето задоволство во нашата работа е она што ни е потребно со цел нашиот канал и понатаму да се шири. Така да ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во текот на утрешниот ден. Поздрав од Крипто Гейминг.